Има еден човек по име Џон Њутон, кој што живел во минатото, во своевремено бил капетан на неколку бродови кои што превезувале робови од Африка во западниот свет. После некое време поверувал во Христос човекот и кога поверувал во Христос веќе престанал да се занимава, се разбира, со пренесување на робови и почнал да се бори од спротивната страна, да се бори за прекинување на тоа зло. Ама Џон Њутон е познат по неколку работи, ама можеби најпознатото нешто за Џон Њутон е дека е авторот на текстот на песната "О милост Божја чудесна", која што ја пееме многу често во црква. Он всушност кога вели бев слеп и прогледав, бев изгубен и најден и така натаму, всушност зборува за минатиот живот, зборува за тоа како Бог го нашол таму каде што бил и му го сменил животот и му дал нов живот во Христос. Џон Њутон после некое време кога се обратил веќе се служил како свештеник, ама некаде при крајот на својот живот има изјавено следново. Значи стар човек е веќе, ама го вели ова. Вика, иако моето сеќавање бледнее, не е исто како што беше претходно, сепак две нешта ми се многу јасни во животот. А тоа е дека јас сум голем грешник и дека Христос е голем спасител. Јас сум голем грешник и Христос е голем спасител. Зошто го цитирам Џон Њутон? За да се надоврзам на претходната проповед. Во претходната проповед размислувавме за делот Неемија глава 8, за една јавна богослужба која што траела помеѓу 5,5 и 6 часа на отворено во Ерусалим, на плоштад, каде што израелците бараат некој да им го чита и да им го толкува Божиот закон. И Езра и левитите во тоа време го читаат, го толкуваат Божиот закон и сеќавате како реагираат луѓето? Почнаа да плачат. И обично кога ќе се проповеда Божиот збор и кога луѓето плачат, тоа е добра работа. Ама во оваа ситуација духовните водачи на народот му рекоа не плачете. Радувајте се. Им дадоа две причини. Едната причина е дека овој ден е свет пред Бог и радоста Господова нека биде ваша сила. Да сумирам, бидејќи тоа веќе го зборевме на тој пат, причината зошто во тоа време духовните водачи му рекоа народот да не плаче, затоа што народот плачеше бидејќи сватија дека се големи грешници, ама духовните водачи му рекоа не плачете бидејќи Господ е голем во неговата милост. Господ е голем во неговата љубов. Таа радоста Господова, тој термин значи радоста која што произлегува од Господовото простување, од Господовата љубов, нека биде вашата сила. И знаете, кога се соочуваме со гревовите, кога Бог ќе не соочи со гревовите во нашите животи, нема ништо лошо да ни биде тешко, да плачеме. Ама никој пат не треба да завршиме само со плачење. Бидејќи Бог не ни дава само диагноза, да рече ти си грешен. Бог дава и решение. Некој Бог дава и терапија. Он вели дека да, ти си грешен, јас сум грешен, ама решението е во Христос. Не оставил Бог само со да ни каже какви сме, туку исто така ни го дал решението за тој проблем. И затоа Џон Њутон вели, јас сум голем грешник, ама Христос е голем спасител. И да не го забораваме тоа. Кога ќе се соочиме со гревовите од сегашноста, некој пат со гревовите од минатото. Знаете, гревовите од минатото некој пат знаат да не демнат како сенка да не демнат. Ама во такви моменти се сетиме дека да, јас сум голем грешник, тоа е факт, мимуштелен факт. А тоа е дека Христос е голем спасител, дека тој ми прости. Така што духовните водачи го охрабрија народот да се радува, да не тагува во тој момент и народот почна да се радува. И денеска доаѓаме да видиме што се случи во тој ден и деновите кои што следуваа. Така што ќе читаме 8 глава од 10 стих па се до крај. Значи Неемија глава 8 од стих 10 па се до крај. И им рече, одете, јадете добри јадења и пиете добри пијалаци, и испратете им и на оние што немаат приготвено, зашто овој ден е свет пред нашиот Господ. Не тажете, зашто радоста пред Господ е подкрепа за вас. И левитите го утешуваа сиот народ велејки, престанете, зашто овој ден е свет, не тажете. И појде сиот народ да јаде и да пие и да дели и на оние што нема и да празнува со голема радост, зашто ги разбраа зборовите што им ги кажаа.
На другиот ден се собраа старешините од народовите од сиот народ, свештениците и левитите кај книжникот Ездра, за да им ги објасни зборовите. И го најдоа напишаното во законот што Господ го беше дал преку Мојсей, дека на празникот во 7-миот месец синовите Израелови треба да живеат во колиби. Затоа објавија и разгласија по сите своји градови и во Ерусалим, велејки: одете во гората и донесете вејки од питома маслина, вејки од дива маслина, вејки миртови, вејки палмови и вејки од други широколисни дрвја, за да направите колиби според запишаното. Отиде народот и донесоа да си направија колиби, секој на покривот свој и во дворовите своји, и во дворовите на Божиот дом и на плоштадот кај водните порти, и на плоштадот кај Ефремовите порти. Целата зедница на оние што се беа вратили од пленство направи колиби и живееа во колиби. Од дните на Исус, синот Навинов, та до тој ден не беа правеле така синовите Израелови. Радоста беше многу голема. И читаа од книгата на законот Божи секој ден, од првиот ден до последниот. И го празнуваа празникот 7 дена, а на 8-миот ден се одржа собор според уредбата. Тука има еден аспект, ови стихови 10, 11 и 12 ги прочитавме и во претходната проповед, ама има еден аспект кој што не го спомнав, а сакам денеска да му обрнеме внимание. Кога израелците плачеа, духовните водачи им кажа: немојте да плачете, радувајте се, ова е свет ден пред Господ, ова е радоста Господова, нека биде ваша сила. И покрај другото, верувам забележавте, им рекоа: одете да јадете добра храна, да пиете добри пијалоци. Ова не е повик за опивање, да бидеме најасно. И вика да го споделите тоа што вие го имате со оние кои што немаат. И претходно во книгата Неемија имаше еден момент каде што Неемија во тој случај им се обрати на богаташите и ги охрабри да мислат малку на сиромашните. Не знам дали се сеќавате, но во глава 5, додека се градеше ѕидот, сиромашните почнаа да кукаат, да лелекаат, да се жалат. И причината за тоа беше дека богатите се богатеа на грбот на сиромашните. Им даваа заеми, после тоа ако сиромашните не може да ги вратат, они им ги земаат децата, им ги земаат нивите, им ги земаат куќите и наплаќа најверојатно голема лихва. И дојде момент кога Неемија им рече на богатите во глава 5: ова мора да престане. Мора да покажете милост, мора да покажете дарежливост. Зошто? Заради страх Божи. Значи, таму имаше момент кога богатите требаше да им се смилуваат на сиромашните, и сега има друг момент каде што на народот му е кажано: одете, јадете, пиете, веселете се, нели се разбира, има тоа граници, ама исто така споделете со оние кои што немаат. Повторно на богатите им се кажува да покажат милостина и да бидат дарежливи кон оние кои што немаат. И тука има една многу важна вистина, а тоа е дека неколку важни вистини. А тоа е дека кога Бог ќе ги допре нашите животи, тоа неминовно ќе влијае на начинот кој што се однесуваме кон другите. Во оваа ситуација стануваше збор за материјални добра. Тие кои што имаат да споделат со тие кои што немаат. И тоа важи за нас, до ден денешен важи. Кога Бог ќе ти го допре животот, не можеш ти да си гледаш само за себе. Ама ако го преведеме овој во духовната сфера, кога Бог ќе ти даде некое духовно богатство, кое што другите го немаат, тоа е за да се сподели. И една вистина која што учиме во Светото писмо, не е можеби вака јасно, директно кажана, ама меѓу редови секаде често се појавува, е дека благословите кои што Бог ти ги дал тебе во животот не се само за тебе. Да повторам, благословите кои што Бог ти ги дал во животот не се само за тебе. Било да се материјални, било да се духовни, тоа не ти е дадено за ти се да речеш: ова е сега за мое уживање. Да, треба да уживаме благословите, треба да бидеме благодарни за нив. Ама исто така, дарени се споделат. Да се дадат на тие кои што немаат. Бог не ни ги дава благословите само, ние не сме крајниот примател на тие благослови, речеме: фала ти Господе што ми даваш. Туку да размислуваме на: да, Господе, фала ти што ми го даде ова. Фала ти што ми ги даде овие пари, фала ти што ми го даде овој дом, ова возило, оваа работа, фала ти што ми го даде знаењето за тебе и сето тоа, ама сега додека уживам во тие благослови, кажи ми со кого да ги споделам.
Кој има потреба од ова? Јас верувам дека, претпоставам дека нема да сгрешам ако кажам повеќето од нас сме добри во уживањето во благословите, ама допрва треба да учиме како да ги споделуваме тие благослови. Допрва треба да бараме, Боже, кажи ми како, кажи ми на кого му е потребно. Имам знаење за Бог, сум научил нешто за Него, го имам спасението, го имам вечниот живот. Боже, кажи ми на кого му е потребно. Некој пат ќе биде, како што спомнавме, како што слушнавме од сведоштвото, на тие кои што те повредиле, на тие им треба, оди таму. Треба да бараме од Бог, да благодариме за тоа што го имаме, ами да бараме мудрост и начин како да го дадеме на другите. Причината зошто верувам дека нас ни е релативно лесно ние да уживаме во благословите, а малце тешко ние да ги споделиме благословите, е затоа што сме под влијание на овој свет и неговиот начин на размислување. А овој свет те учи дека твоето време е само твое. Дека твоите ресурси и дарови, таленти се само твои. Дека твоите пари се само твои. Ја мислам дека библиски гледано можеме повеќе да аргументираме дека парите не се твои, дека се Божи. Само ти се дадени ти да управуваш со нив. Пред неколку години читав една книга, еден автор, не е важно неговото име, зборуваше за дисциплината на управување со парите и вика со тек на време сватив дека кога ќе ми стигне платата, 1, 5, 10, колку да е во месецот, и јас одам кај Бог со молитва и му викам: Господе, ова се твои пари и те молам кажи ми колку тие пари да задржам за мене и за моето семејство. Јас викам, јас сум далеко од овој став. Мора да признам. Колку од овие пари кои што ти ми ги даде, кои што ми легнаа на сметка, треба да ги задржам за мене, не зборувам тука за проценти. А колку треба да ги дам, да помогнам? Нека даде Бог така да размислуваме. Да размислуваме од перспектива на ова ми е дадено за да биде споделено. И ова беше дел од духовната реформација која што започна во времето на Неемија. Кога луѓето сфатија, го согледаа Бог на соодветен начин, на правилен начин, кога се согледаа себе си на соодветен на правилен начин, ги согледа и другите на соодветен и правилен начин. Правилен начин. И знаете, луѓето станаа дарежливи затоа што сватија што Светото писмо поучува. Што законот поучува. И затоа кога зборуваме денеска за духовен раст, за духовен напредок, за реформација и така натаму на црквата, не можеме да зборуваме, јас верувам, за духовен раст и за обнова, ако не зборуваме за дарежливост. Не можеме. Ние како црква не можеме да зборуваме за раст, дека ние растеме, се додека не порастеме во дарежливоста. Има и други параметри, не велам дека само ова, има и други. Ама, дарежливоста е многу важен фактор на тоа дека ние имаме соодветно познавање на кој е Бог и кој сме ние. Се додека не растеме во дарежливоста, не сме пораснали духовно. Тоа е факт. Зошто? Бидејќи можеби нашите џебови не се обратени. Можеби целото наше битие обратено, но џебовите треба допрво да се обратат. Кога се обраќаме кон Христос, не можеме да кажеме јас се обраќам, ама џебовите оставиме ги. Или целосно доаѓаме кај Него, или не доаѓаме воопшто кај Него. Така што, еден аспект на духовната реформација, на духовната обнова е токму тоа, дарежливоста. И тука го гледаме оној така наречен хоризонтален аспект на верата. Знаете, ние велиме условно кажано, кога човек се обрати кон Бог, дека тој човек вертикално се поврзува со Бог, така? Ама крстот е вертикална и хоризонтална линија. Не можеме ние да се обратиме кон Бог и да го сакаме Бог, а при тоа да не го сакаме ближниот. Библијата не ни дава право да се наречеме верници, ако не мислиме на ближниот. Тука е материјално, ама исто така и духовно треба да размислуваме на ближниот. Што му треба на мојот ближен? Затоа Јаков вели во неговото послание дека верата без дела е мртва. И дава конкретни примери дека ако ти веруваш, да, јас го сакам Бог, јас верувам во Него, ама ако гледаш ближниот во потреба и ти си викаш Господ ќе му даде, а ти имаш да му дадеш, вика тоа е вера без дела. Исповедаш нешто, ама не го живееш. И сега за време на оваа богослужба, духовните водачи му кажаа на народот што треба да направи. Радувајте се
и споделете го тоа што го имате со оние кои што немаат. И во стих 12 се вели и појде сиот народ да јаде и да пие и да дели со оние што немаа и да празнува со голема радост, зашто ги разбраа зборовите што им ги кажаа. Овој збор 12 стих можеме да го сумираме со два зборови. Народот послуша. Кога водачите кажаа ова треба да се направи, народот послуша. И сега во 8 глава, први стих, во оваа глава, читаме дека народот се собра за богослужба. Така, се собра и рекоа, ајде нека го чита некој Божиот закон. Добро е кога се собираме, ама не е доволно. Во 8 глава, 5 стих, читаме дека Езра го отвори свитокот, на кој што беше запишан законот, и народот стана во знак на почит. Значи, беше како, надворешен знак на почит, дека ние го почитуваме законот. Ама и тоа не беше доволно. После таму читаме во 7 до 10 стих, во 6 стих, извинете, народот го слави Господ. Ама и тоа не е доволно. Во 7 до 10 стих, Езра и левитите го читаат, го толкуваат законот. Народ го разбираше, ама и тоа не е доволно. Во 8 глава 10 стих гледаме дека во 9 стих дека народот плаче, има емотивна реакција на читањето на законот. Ама и тоа не е доволно. Она што се бара од нас, она што треба да биде крајната цел е да бидеме послушни. Ние можеме тука да се собираме, можеме да го славиме Господа и го правиме тоа, можеме и за време на проповети и да лееме солзи од тоа колку словото не допрело или песната допрела, се е тоа дозволено и е во ред, ама не е доволно. Причината зошто се собираме и треба да се собираме и понатаму е зошто? Да го отвориме Божиот збор, за да го примениме во нашите животи. Се тоа ќе беше џабе, што се случуваше, ако народот не послушаше. Замислете, дојдоа, ајде Езра, дај го законот да ни го читаш, он чита, луѓето го слават, разбираат, плачат. И за жал некој пат ние така правиме, си одиме дома, се враќаме на стариот живот. Или замислете ситуација Неемија глава 8 стих 12. И кога се случи сето тоа, и дојдоа сите, пишува, и дојдоа сите израелци и му рекоа на Езра, браво пасторе, супер ти беше пораката, и си отидоа дома и си продолжија со старите животи. За жал, некој па така правиме ние. Допрен сум од пораката, или во црква, или тоа што го слушам на интернет, или нешто што ќе видам, многу сум допрен од пораката. И ми ги држи емоциите 5, 10, 15 минути и после тоа пак на старо. Не, овие луѓе реагираа врз основа на тоа што го слушнаа. Јако вели дека во неговото послание, пак ќе го спомнам, Јако вели, бидете извршители на словото, не само слушатели. И понатаму продолжува некој пат тој дел од стихот го заборавам, вика, мамејки се самите себе си. Со други зборови, секој кој што мисли дека е доволно само да чита или да слуша Библија, а да не ја извршува, живее во само измама. Тој човек може секоја недела биде во црква. Тој човек може и да дава пари во црква, тој може и да пее песни, да дига раце за време на славењето. Ама ако не дозволувам ова да ме промени, јас живеам во само измама. Си вика, ама јас сум верник. Ама ги имаш истите борби од пред 5 години. Нема победа во твојот живот. Ако нема победа, ако нема промена, Јако вели тоа е само измама. Инаку интересно е тука тоа што во оваа 8 глава читаме дека Езра и левитите го читаа, го толкуваа законот и прво се вели дека народот разбра што се чита, што се зборува. Значи, нивниот ум беше прво вклучен, разбраа. Второ, кога после некој време додека се читаше, вика дека почнаа да плачат. Нивните емоции беа вклучени и во 12 стих вели дека отидоа и го направија тоа. Нивната волја беше вклучена. Не е доволно само да разбереме што се зборува во црква. Ја разбрав што сака да кажа. Не е доволно само да покажеме емотивна реакција, леле колку ме допре. Не, волјата да биде вклучена. Речеме, Господе, насочи ја мојата волја, помогни на мојата волја да го прави тоа што го слушнав. Да го прави тоа што го разбрав, да го направи тоа што мене ми поттикна некаква емотивна реакција. Не е доволно само разбирање, не се доволни само емоции. Промената е важна. Примената е важна, исто така. И во останатиот дел од глава 8,
читаме за прославување на еден празник. Всушност во глава 8 се зборува за прославување на два празници. Првиот е празникот на трубите, во 7-миот месец, првиот ден празникот на трубите, и вториот е празникот наречен Сеници, некој пат е наречен празникот наречен Колиби или на еврејски е Сукот. Во суштина станува збор, тој збор значи или колиба или некое привремено живеалиште. И оно што го читавме овдека, верувам забележавте, е следново. На оваа јавна богослужба, прво што се случи, сиот народ дојде и слушаа. Ама следниот ден отидоа кај Ездра само нивните старешини, само нивните представници. И кога отидоа таму, они го читаа законот и сватија дека треба да го празнуваат овој празник, празникот Сеници или празникот Колиби. И сега зошто да живеат во колиби? Бидејќи тоа го пише во текстот. Дека народот треба да живее во колиби. Сега таман си се сместиле во своите удобни домови, после толку години робство дошле веќе дома малце да се сместа, да си искречат дома, да имаат удобни кревети и сега, ајде сега надвор да спиете, во двор, по улици, на плоштади, да спиете во колиби. Во книга Левитска, 23 глава, 33 до 43 стих, се наоѓа текстот во кој што Бог му кажува на Мојсей дека израелците треба да го празнуваат овој празник, празникот Колиби. И не само што му кажува дека треба да го прават тоа, туку му дава и причина. И сега не го читаме текстот, може да си го прочитате. Идејата е следнава. Кога Господ ги изведе израелците од робството од Египет, нели? Имаше период помеѓу Египет и ветената земја. 40 години помина, иако требаше неколку недели да поминат, ама тоа е друга тема. 40 години израелците заглавија во пустината заради својата непослушност, и додека беа во пустината, они живеа во привремени домови, живеа во колиби, живеа во шатори. И пред да влезат во таа ветена земја, Бог им рече, кога ќе влезете во таа ветена земја, еднаш во годината, 7 дена, цела недела, ќе си направите колиби, ќе си направите шатори и ќе живеете во нив. Зошто? Да се сетите. Да се сетите од што Бог вас ви избави, од каде ве донесе и зошто сте сега вие тука. Значи, ова беше сеќавање на Божите дела, сеќавање на тоа како Бог се грижеше за нив тогаш кога имаа привремени домови. И затоа доаѓаме сега до овој момент кога луѓето во времето на Неемија сваќаат дека ние треба да го правиме ова. И не знам дали забележавте во стих 17 вика од времето на Исус Навин не го имаа празнувано овој празник. Исус Навин беше наследникот на Мојсей. Значи само требаше неколку генерации, една генерација да помине и веќе народот заборави. Ако гледате хронолошки временска разлика, околу 900 до 1000 години поминаа помеѓу Исус Навин и помеѓу Неемија. 900 до 1000 години народот не го празнуваше овој празник. Ова е друга тема, ама само на кратко ќе ја спомнам. Зошто не ја празнува? Затоа што една генерација одлучи да не го прави тоа. Кога една генерација ќе одлучи да не прави нешто што му е мило на Бог, нивните деца ќе им биде уште полесно да не го прават тоа. Нивните внуци уште полесно го прават тоа. Следните генерации веќе не е ни опција, веќе не ни размислуваат за тоа. И затоа ако зборуваме за црковниот живот, затоа ако зборуваме за духовноста, велиме да покажеме пример на нашите деца, да покажеме пример на следните генерации. Бидејќи ако нешто Бог побарал од нас, а ние не го правиме, следните генерации ќе учат од нас. И ќе помине една, друга, трета, четврта генерација, и ако ти си денеска верник, ама ако си клима во својата вера, можеби твоите внуци нема да бидат верници. Зошто? Бидејќи тука не биле поставени добри основи. Ама ако поставиме добри основи, во најмала рака ги зголемуваме шансите. Нашите деца, нашите внуци, генерациите после нас да речат имавме добар пример. Во најмала рака нема да имаат изговор. Ќе речат да, татко ми или дедо ми или баба ми или прабаба ми или прадедо ми ги прави овие работи. Тука една генерација откажа и веќе скоро 1000 години никој не ни размислува на овој празник. Добро, да се вратиме на ова што го направија израелците. Значи, кога Езра им каже на старешините, треба да се празнува празникот, израелците, 17 стих вика, цела заедница на они што се беа вратили од пленство, направи колиби и живеа
во колиби. Да го сумираме повторно во со два зборови. Народот послуша. Немаше меѓу нив да рече, кај најдовте сега? Па еве, цела богослужба вчера 5 сати седевме на Жешкото, сега уште во колиби да живееме. Не, луѓето свати дека ова е тоа кое што Бог го бара. И знаете, кога Бог бара нешто од нас, вера е да не филозофираш, вера е да не рационализираш, вера е да не пресметуваш, тука речеш, да. Каква вера му требаше на Ное, кога Бог му каже ке има потоп? Направи брод. Каков потоп? Немало тогаш потоп. Не знам, може би отишол, немале во тоа време речник, ама да имало речник, чекај да видам што е тоа потоп. Да сега не сме слушнали за вакво нешто. Направи брод, ке има потоп. Што пише во Библијата? Ное го праша Бог, а што е тоа потоп? А кога? А како? Не. Отиде и го направи тој брод. Во стих 12 вели дека кога вика народот отиде да јаде, да пие, да дели со нешто немаат, вика и празнуваа со голема радост. Во стих 17 радоста беше многу голема. Два стихови кои што кажуваат што се случува секој пат кога со вера одлучуваме да му бидеме послушни на Бог. Дека Бог ја наградува послушноста. Во нашиот контекст нема да биде празнувај го можеби тој празник и така натаму, ама кога Бог те повикува да направиш нешто, преку словото јасно ти кажува дека треба да го оставиш тоа, треба да почнеш да го правиш тоа, кога ќе послушаме, јас верувам дека Бог ја награди послушноста. Не само врз основа на овие стихови, врз основа на целото свето писмо. Гледаме дека Бог соодветно ја наградува послушноста. Кога со вера ќе одлучиме да ја простиме на некоја личност која што не повредила, Бог ќе ја награди таа послушност. Кога со вера ќе одлучиме да бидеме дарежливи, Бог ќе ја награди таа послушност. Кога со вера ќе одлучиме да престанеме да им угодуваме на луѓето, Бог ќе ја благослови таа послушност. Кога со вера ќе одлучиме да одиме да го споделиме евангелието со некого, Бог ќе ја благослови таа послушност. Кога со вера ќе одлучиме да го следиме Христос, Бог ќе ја благослови таа послушност. Бог ја благословува послушноста. Некој пат ние си мислиме дека како ќе биде, кои ќе бидат резултатите ако го направиме ова, последиците, Бог ветува благослов таму каде што има послушност. И тука народот свати една многу важна работа, а тоа е дека господовите закони, дека господовите зборови не се товар, туку носат радост. Кога сме послушни на тоа што Бог го има кажано, на тоа што Бог го има побарано од нас, тоа носи радост. Понекогаш ние сме во искушение да мислиме дека дека Светото писмо ни е дадено за да ни го направи животот досаден, да го направи животот монотон. Дека ова е книга со многу правила, со многу закони, чија што главна цел да ја одземе бојата во животот, го направи црно-бел, како весник. Колку повеќе ти се починиш нова, толку живот ќе биде толку досаден, значи не може да се опише со зборови. Досаден, монотон, неубав, намкорест. Ама тоа не е учењето на Светото писмо. Дека послушноста кон овие зборови води кон таков некој живот. Не. Бог ни ги дал овие зборови. Се тоа што ни го дал за наш благослов, за наша радост, за наш мир, за наше исполнување, за наше духовно надградување, а не за да го направи животот досаден. Кога Бог го создаде светот, кога го создаде човекот, тој не седеше горе на небото да се рече, чекај сега, како јас да му го направам животот на човекот доле тука на земјата, што подосаден, што помизерен. И некој ангел рекол, јас знам, дај им таму една Библија, нека ја читаат и животот ќе им биде за никаде. Не. Ова што е дадено за наше добро, за наш благослов. Зошто тоа не го веруваме и не го гледаме така, бидејќи не го живееме. Слушаш како е некое место, ти раскажува некој дека отидеш на тоа и тоа место, многу е убава природата, ама ти никој пат не си бил. Не можеш да знаеш каква е. Кога ќе отидеш, кога ќе се увериш, сваќаш стварно е убаво.
Вкусете и ќе видите дека е добар Господ. Така вели Псалм. А не слушнете каков е Господ, па ќе видите дека е добар. Не, вкусете. Пробајте на своја кожа. И овие луѓе проба и сватија што? Дека Господовите закони, дека Господовите зборови кога се почитуваат, носат радост. Причината зашто луѓето некој пат не го гледаат, тоа е затоа што можеби не го читаат Светото писмо, сигурно затоа што не го применуваат, а некој пат луѓето се плашат од Господовите зборови, од Господовите закони, од Светото писмо, затоа што па и ние христијаните некој пат сме виновни дека го представуваме Бог на несоодветен начин. Го представуваме Бог на начин кој што таков е. Не сака да се радуваш. Сака да бидеш тажен цело време, сака да бидеш намкер, сака да бидеш сериозен цело време, се околу тебе ти смета. Може би не го кажуваме тоа директно, ама кога се однесуваме така, другите не гледат и си викат, а ова е христијанството. Фала не. Не, ќе се најдам друга вера, ќе се најдам друга религија. Ама ќе покажеме дека да, Господовите закони кои ги почитуваме на наша кожа, кои ќе искусиме, дека носат мир, дека носат радост, дека носат љубов, дека носат само контрола, дека носат трпение, луѓето ќе може да увидат и преку нас, преку тоа што ние го покажуваме како пример, дека главната цел на Бог не е да имаме ние досаден и мизерен живот. Баш напротив, ова е. Дека целиот народ искуси голема радост. Зошто бидејќи ги почитуваа Господовите закони? Тие закони не беа дадени за нивно лошо, беа дадени за нивно добро. И тоа се однесува и на нас денес. Кога Бог вели дека треба да го чуваме бракот свет, ајде се давам конкретни примери. Еден маж и една жена, верни еден на друг до крајот. Тоа не е затоа што Бог сака ти да имаш мизерен живот, туку затоа што Бог сака да уживаш во светоста и радоста и благосостојбата на тоа што Он го има дизајнирано. Тоа е Божјата волја. Не да те ограничи, дека ти не можеш со други да спиеш. Не. За да сватиш колку е благословено кога е еден маж и една жена заедно до крај. Ништо подобро нема од тоа. Кога Бог вели дека треба да бидеме, дека треба еден ден од неделата да одмараме. Тоа е дел од Божјиот дизајн. Дека 6 дена ќе работиме, еден ден од неделата ќе одмараме. Божјата цел не е да не направи сиромашни, сега ти ќе пропуштиш 4 дневници во месецот. Аха, помалце пари ќе имаш, ќе ти биде поло животот. Не, тоа е Божјиот дизајн. Бог знае дека тоа тебе ти треба. Дека вие што сте пробали, јас сум пробал, работи 7 дена во неделата, месец, 2, 3 и ќе видиш како ти е после тоа. Не сме дизајнирани на таков начин. Потребно му е на телото да одмори, потребно на душата да одмори, да се спреми за следните 6 денови. Тоа е дел од Божјиот дизајн. Кога Бог ни вели дека треба да бидеме дарежливи, поентата не е да бидеме ние сега да осиромашиме, ама поентата е следнава, да се надеваме дека мене сигурноста ми од Господа, не ми од тоа колку пари ќе заштедам месецов или колку ќе си имам јас тука на страна за секој случај. Не, туку да се надевам на Господ. Кога Бог вели дека верниците не треба да стапуваат во брак со неверници, и тоа јасно го пишува на неколку места во Светото писмо, дека ако со личноста која што ја замислуваш во својата глава ги нема истиот вредносен систем како тебе, односно го нема Христос, не ти е дозволен тој брак. Готово. Поентата не е ти ги ограничи опциите. Туку ти дае можност да градиш брак со некој кој што има исти уверувања, со некој со кој што одите во иста насока, а не ти влечеш таму, тој влече таму. Кај ќе оди тоа? Никаде нема да оди тоа. И сега да не редам други примери, ама мислам дека сваќате поентата. Божите заповеди, Божите закони не се дадени за ограничување, за мизерија да ни биде животот. Дадени се за наш благослов. Ама со испран мозок од овој свет ние не го сваќаме тоа. И затоа Павле вели, возомнувајте го умот. Да наликувате повеќе на Христос. Да сватите убавината, големината и вредноста на тоа што е запишано тука. Знаете, во Неемија глава 1, кога Неемија праша како е народот во Ерусалим, он слушна дека народот е во голема неволја и е презрен. Во Неемија глава 2 стих 17 самиот Неемија вели овој народ живее во голем срам. А сега пишува дека има голема радост. Од неволја, презреност, срам
доаѓаме до радост. Доаѓаме до благослов. Што се смени измеѓу? Народот почна да живее согласно Божите зборови. Ја верувам дека тоа може да биде наше сведоштво денес. Таму каде што имало тага и очај, Бог може да даде радост. Таму каде што имало омраза, огорченост, непростување, Бог ќе даде љубов. Таму каде што имало безнадежност, Бог ќе даде надеж. Таму каде што немало сила да се справи со денешниот ден, кој ќе почне да живее според овие зборови, Бог ќе ти даде сила за денешниот ден. За битките кои што те чекаат, за проблемите кои што ги имаш, за ситуациите со кои што се соочуваш. Разлика. Главен фактор од срамот, неволјата и проблемите до радоста е послушноста. Народот отиде и направи така како што Господ кажа. Јас верувам дека тоа може да биде и наше сведоштво.